Да, денеска сме во СВР Куманово да ја промовираме позорната служба или така наречен малски полицаец што стоеше и во програмата предизборна и програмата на владата, заради тоа што исклучителна важност во полициското работење има позорникарската служба и во делот на ефективното работење, зближување со граѓаните, познавањето на средината во која што работи позорникарот и градење на таа врска која што беше прекината, полицаец, граѓанин на било кој град во Република Македонија, бидејќи за да можеме да имаме безбедни градови, безбедни населени места, безбедни улици, мора да имаме полицајци кои што ќе бидат постојано во контакт со граѓаните, кои што ќе ги знаат граѓаните, на кои што ќе им се обраќаат за сите нивни потреби. И во делот на превентивата е исклучително важна против позорникарската служба во Република Македонија, заради тоа што знаејќи ги и луѓето и условите во кои што тие работат, превентивно ќе делуваат или пак граѓаните ќе има на кого и предвремено му се обраќаат за сите негативни појави кои што се случуваат во нивното обкружување. Мене ми е чест што денеска токму во Куманово прв пат ја промовираме позорната служба или малскиот полицаец. Исто така веќе започнуваме на подрачјето на СВР Штип и СВР Битол и понатаму ќе продолжиме во сите градови во Република Македонија. Еве, досега во Куманово имаме 17 позорни реони со ангажирани околу 70 позорникари кои што работат низ улиците на Куманово и тоа е евидентно, тоа е видливо. Меѓутоа, тенденцијата е овде да се зголеми за уште неколку реони и да овие полицајци кои што сега се приправници ги ангажираме сите во позорна служба. Така да тој дел сметам дека ќе допринесе да ја зајакнеме максимално врската помеѓу граѓаните и македонската полиција која што реков дека беше прекината. Исто така денеска сме во Куманово за да ја промовираме и новата зграда или новите простории во кои што ќе работат неколку сектори од секторот за внатрешни работи во Куманово. Тоа се работи за секторот за управни служби, секторот за странци, секторот за оружје и секторот за прекршоци. Вие знаете дека посебно во Куманово многу лоши услови работеа овие сектори. Сега во домот на армијата на Република Македонија кој што беше реконструиран од средствата на Министерството за внатрешни работи за овие 6 месеци целосно опремен со сите потребни, цела потребна техничка опрема и на површина од 800 метри квадратни се во еден модерен, современ стил уредени, така да граѓаните ќе можат со задоволство да ги завршуваат своите обврски, меѓутоа и да се зголеми мотивираноста кај вработените кои што работат токму во овие сектори. Така да, ова е добар ден за Куманово, ова е добар ден за македонската полиција. Сметаме дека проектот на реновирање, реконструкција на полициски станици, подобрување на условите на македонските полицајци треба да продолжи и понатаму. Тоа ќе го правиме во 2018 година и навистина ми е драго што имаме можност да промовираме работи кои што заеднички со вработените ги сработивме во овие 6 месеци, меѓутоа даваме збор пред граѓаните дека продолжуваме и понатаму, се со цел да навистина ги обезбедиме сите потребни материјално-технички средства, услови за работа, подобро на македонските полицајци, а со тоа да ја зголемиме безбедноста и на Куманово и на Република Македонија.